Дами и господа, вашиот водител за вечерва, Дени Насковски. Едно големо здраво почитувани гледачи, добредојдовте во најновото издание на емисијата Чекор Плюс, емисија која што се емитува на програмата на телевизија Протол секој четврток од 19 часот. Во ова наше ново издание на емисијата Чекор Плюс ќе зборуваме за клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Пробишти. По тој повод во нашето студио ги поканивме Сандра Андонова, инаку младински координатор, и Евгенија Геневска, инаку лидер во клубот. На големо здраво, како се чувствувате во нашето студио и во оваа нова емисија? Здраво, многу ни е мило што не поканевте денес и се надевам дека ги добиете одговорите што очекувате од нас денес. Одлично, вие сте инаку ученички во Средното општинско училиште на Амновски Борче, четврта година, ве на некој начин пред да започнеме со разговорот, ја ве запрашам дали веќе се прават подготовките околу матурската прослава? Да, секако веќе уште чим почнува полугодие, веднаш почнавме со подготовките и сите сме возбудени и едве чекаме. Одлично, да дојде онаа матурска веќе. На 15 мај, како што информација ќе биде. Да, одлично. Океј, да преминеме веднаш на она за кое што сте дојдени овде, односно темата е, уште еднаш ќе кажам, клуб на млади при општинската организација на Црвен крст Пробишти. На самиот почеток, која е целта на самиот клуб? Па, целта на самиот клуб е да ги обедини сите млади луѓе од најчесто од 13 до 20-21-2 години, да ги обедини сите луѓе од различни заедници што имаат исти интереси, да се пронајдат самите себе и да учествуваат во хуманитарни акции кои што помагаат на нечи живот да се подобри и едноставно да го почувствуваат тоа чувство како е кога некому ставиш насмевка, кога му помогнеш на било кој начин. Каков е интересот кај младите? Има интерес, доаѓаат, членуваат, се откажуваат или продолжуваат? Да, секоја година имаме интерес на нови млади, како што се менуваат генерациите, тие што се постари се заминуваат, доаѓаат нови и многу е интересно што секоја генерација е различна за себе и многу ни е мило што можеме да покажеме на сите како работиме и да почувствуваат тоа што ние сме го учествували кога се приклучивме. Колкава е во моментот бројката на членови? Имате ли некоја? Да, моментално од прилика имаме околу 50 волонтери на возраст од 13 до 20 години. Спомна дел од активностите, веќе те запрашам кои активности се ги организира клубот на млади и на кој начин можат да се вклучат во клубот? Јас ќе го одговорам. Да, повели Евгенија. Во нашиот клуб ние изработуваме многу активности, како на пример сега за 8 март што го правевме делење на ружи до домашна адреса, исто така правиме хуманитарни забави, исто така хуманитарни турнири, имавме организиран турнир во одбојка, кошарка, фудбал. Исто така организираме и многу тимбилдинг активности и така младите се мотивираат и секако во секоја активност младите се поканети да учествуваат од нашата заедница, бидејќи секогаш се добредојдени, секогаш ни требаат нови волонтери, нови искуства и затоа било кој младен што сака да се приклучи на клуб на млади е секогаш добредојден и на било која активност може да учествува. Има ли интерес во вклучувањето на активностите кои што ги реализират? Да, голем дел од активностите имаме млади што се заинтересирани, тие сакаат да работат и тие секако даваат и своји идеи што ги реализираме и знам дека интересот е многу голем во нашата општина. Да, секој волонтер се пронаоѓа во различни активности и тука се покажува какви интереси има. Какви предлози доаѓате од нивна страна, од членовите, да споменеме некој? Па најразлични, дали се во врска со хуманитарните забави, како некои нови идеи за поканите кого, например, да поканиме да учествува на хуманитарните забави, за турнирите исто така правевме пред
Мислам дека 2 години турнир во соработка со Берлин Уолбар, кој што на турнирот по кошарка се пушташе музика исто така и беше интересно и забавно за сите што беа присутни. Ги спомна хуманитарните забави, најинтересни ги организирате по повод некои доколку се појави случај. Да. Ме интересира каков е интересот кај пејачите, кај македонските изведувачи, македонските артисти, има ли интерес да помогнат или често ве одбиваат? Па има и што има повеќе случаи што се не одбиле, ама не мора да значи дека не одбиле бидејќи не сакаат. Можеби не ни се поклопило датумите на забавата која што сме планирале или можеби не само моментално во Македонија или некои такви случаи, ама се дешаваат и дека такви работи. Со кого од македонските пејачи најповеќе се работувате? Па имаме соработувано со Ивона Јо. Да. Имаме соработувано и со Вито од нашиот сограѓанин, од Пробештив. Исто така со Тајзи имаме соработувано. Да, многу одамна на некои за хуманитарни забави. Имаме со Мартинијан Кириловски исто така соработувано. Вие повеќе со кумановци гледавте? Да. Пријатни луѓе. Ивона Јо, Мартинијан. Да. Сега вака, ќе ве запрашам сите оние кои што се заинтересирани од овој момент да бидат ваши членови, на кој начин може да го направат тоа? Има ли некои услови да се биде член или како тоа оди? Поставката? Секогаш нашата врата во Црвен крст е секогаш отворена на секој состанок што го правиме најчесто секоја недела. Можете едноставно да пишат на било кој од нас или едноставно ако не среднате во градот или дека и едноставно да ни кажат дека сакат да волонтираат и ние ќе им кажеме кога да дојдат и така може да се приклучат, но исто така највеќе волонтери регрутираме преку ЦК ПХВ проектот кој што трае секоја година од март до мај. Интересен проект кој што вклучува многу ученици. Да. А што значи да се биде волонтер во Црвениот крст и кое е нивното влијание? Па да се биде волонтер значи едноставно да имаш желба да помагаш некому и да не бараш ништо за возврат, туку едноставно чувството што ќе го почувствуваш кога ти на некому ќе оставиш насмевка на лицето или без разлика дали се работи за парични средства, дали се работи за пакети со храна, хигиенски пакети или за што и едноставно сите се благодарни на кои што им помогнеш на било кој начин и да се биде волонтер е едно многу убаво чувство што јас мислам дека сите млади луѓе треба да го почувствуваат бар еднаш. А какви можности за лидерство и организација имаат токму младите во клубот? Да, Евгенија е лидер, Евгенија. Во клубот на млади имаме како нешто што го правиме на состаноците. Многу од младите дават своји идеи на состанокот и така тие кога ја дадат својата идеја, тие станат како лидер на таа активност и тие имаат таа одговорност да ја организираат таа активност, да се што е потребно тие да треба да земат и така тие стекнуваат лидерски вештини. И можно да дадам пример за еден таков проект тоа што го спомнав преска за ружите, што е донација до домашна, што се донираат парични средства и ние носиме ружи до домашна адреса. Тоа произлезе од мене таа идеја и сега 2 години поред ја правиме таа активност. Исто така за Валентин и за денот на жената. Како реагираат кога им придете? Баш ме интересира. Секогаш кога и придеме на луѓето што им е подарено ружа, тие секогаш имаат насмевка на лицето и тие секогаш се благодарни за тоа што го правиме и секогаш се изненадени кога не видат бидејќи тие не се известени дека тоа го правиме. Одлично изненадување. Како Црвениот крст, односно како вие ги мотивирате другите млади да се вклучуваат во такви хуманитарни акции кои што ги организирате?
Па како што спомнавме, практикуваме да правиме team building активности. Тоа се најчесто активности што ги правиме дали во Црвен крст, например, ако е по времето, ако е топло некаде надвор. Се збираме и правиме некои игри меѓу нас со кои што се зближуваме и ги запознаваме волонтерите едни со други и ги запознаваме ние самите нив. Запознаваме, например, што да сакаме да едноставно да не биде што тие повеќе сакаат да учествуваат, што им оди полесно и така се мотивираат да доаѓаат повторно на состаноците, да учествуваат во активностите и ние мило што има мотивација кај сите. Одлично. Организирате некои едукативни работилници, предавања, да споменеме некои од нив може? Правиме врснички едукации на различни теми, например како што се врсничко насилство, сексуално преносливи инфекции, трговија со луѓе, екоедукации на помалите, и уште некои, секоја година на различни генерации ги правиме, сакаме прилика сите, бидејќи тие теми се на некој начин, според нас, некои теми што не се доволно опфатени, а многу битни за младите луѓе и мислам дека треба многу почесто да се зборува на сите тие теми и затоа затоа ги држиме врсничките едукации и ние убаво кога ќе научат нешто ново од нас. Кои ги држи тие предавања во клубот? Да, волонтерите имаме бар по еднаш годишно отприлика обучуваме нови волонтери да бидат врснички едукатори и тие се определуваат на која тема сакаат да... Предпоставувам идат на обуки надвор од градот, Имаме тренер во Пробишти, Ангела Ѓоргиевска е тренер за врснички едукатори и најчесто таа ни ги држи врсничките најчесто таа ни ги држи едукациите за врснички едукатори. Одлично. Кои се предизвиците со кои што се соочува клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Пробишти? Во нашиот клуб најмногу се соочуваме со тие предрасуди дека ние тоа што го работиме за џабе, дека како тоа што го предонесуваме не е доволно и исто така дека тоа што го правиме за џабе, но сакам и сега тука да споделам дека тоа што го работиме не го работиме за џабе, тоа го работиме за да најпрво да се подобриме ние самите себе си како личности, но и секако да ја подобриме нашата заедница и многу придонесуваме на нашата заедница, тоа можеме и да го само го покажуваме со тоа што одиме по градот, со лечиња, по училиштата, но исто така и многу објавуваме на социјалните мрежи, на нашиот Инстаграм профил, исто така и на Фејсбук профилот Црвен крст Пробишти и таму може да се видат сите наши активности и таму може да сите да видат дека тоа што го работиме, не го работиме за џабе, стварно изработуваме проекти што можеме да што помагаме многу. Исто така уште еден предизвик кој што се соочуваме е тоа што најчесто бидејќи кај нас нема факултети, чим завршат со средно училиште, постарите волонтери одат во други градови, со тоа секако се намалува нивното слободно време за да волонтираат, па тука со тоа малку понекогаш имаме проблеми, но секако пак се снајдеме на крајот. Одлично. Сега во моментот ми се наметна едно прашање. Евгенија спомна дека сте облечени во облека која што асоцира на Црвениот крст и во моментот во емисијата сте така облечени. Одите од една во друга институција, па ве гледаат останатите ваши врсници, кои што не се дел од клубот. Ме интересира како тие реагираат на тоа? Тие што немаат интерес да волонтират, бидејќи сите се известени дека нели има Црвен крст и дека секогаш можат да се приклучат, најчесто тие што сакаат да волонтират веќе сцени волонтери, но се случува нели дека некој кога дојдеме дури тогаш како изразат желба да се приклучат, па не прашаат или стапат во контакт со некој од нашите волонтери, па дојдат така. Да, одлично. Вие сте клуб на млади при општинската организација на Црвен крст Пробишти. Претпоставувам имате и некоја програма по која што работите во текот на целата година. Еве да споменеме како изгледа таа минатата година, па потоа за оваа година. Да.
Секоја година во декември правиме годишна програма за наредната година. Во секој месец од прилика кои активности би ги правеле, нели секако не е тоа фиксно, пак можеме да правиме, да ги поместуваме активностите или едноставно да се додаваме активности. Претходната година беше многу успешна година за нас, највеќе од ЦК ПХВ проектот. И преска го спомнавме, подоцна ќе зборуваме малку подетално за него, да? Но поприлично претходната година беше многу успешна и добивме многу голем број на волонтери, на нови волонтери, со кои што работиме и ги надоградуваме и денес и понатаму. Да. Какви се плановите еве за ова календарска 2025 година? Кои се програми, проекти планирате да ги реализирате ова календарска 2025 година? Овој период, бидејќи во тек проектот, повеќе зависи од луѓето, од младите кои што се вклучени во проектот, но еве да речем во периодот од летото, да речем од јуни до август, планираме пак некои турнири на отворено, бидејќи е нели поубаво и поинтересно за сите млади. Друго? Да, во моментот не ти текнува, претпоставам. Не ми текнува во моментот, да. Но некои такви слични активности Ќе ги реализирате. Еве, да спомнем малку и подетално за оној најпопуларен ваш проект, односно програма. Да. Јас ќе кажам Да, за ова. Нема бидејќи оваа година јас сум дисеминатор на ЦК ПХВ програмата. Јас ги обучувам младите како да ги изработуваат проектите. Тоа во принцип изработуваме како мали проекти во нашата општина, исто така и во општина Кратово. Имаме 6 групи, 2 во Кратово и 4 тука кај нас. Се вклучуваат значи учениците од Кратово. Ученичните клубови, да, имаме ученичен клуб во средното и во основното. Одлично, одлично. И тие се најчесто изработуваат на темите акција во заедница, исто така интеркултурни акции. Имаме исто така тука кај нас изработуваме го проектот за стерилизација на кучиња. Тоа е акција во заедница и младите овој проект најмногу се користи за регрутација на волонтери, но исто така младите имаат шанса тие сами да изработуваат, сами да споделуваат идеи. Тоа е како нивен проект, иако е под нашата организација, тоа е нивен проект. Да, се што направат е нивна заслуга. Да. И јас исто така бев дел од ЦК ПХВ програмата, најпрвен како учесник, потоа како ментор и сега како дисеминатор. И ништо не може да го замени тоа чувство, тоа идеја да произлезе од тебе, ти да ја организираш и на крај да го видиш тоа се што си постигнал, да, исто така. Дали е секако што си планирала? Да. Претходната година, не знам, многу сум горда од тоа, ти бев ментор, што добивме прво место во ЦК ПХВ програмата. Нашите проекти беа оценети со најголема оценка и беа присутни многу од општинските, многу други општински и најголема оценка тука кај нас е во ЦК ПХВ програмата е Сонце и кај нас од 6 проекти. Од 6 проекти 5 беа оценети со Сонце. Одлично, морам аплаусовно. Благодарам. Да, јас бев дисеминатор претходната година и едноставно кога ни јавија дека земавме прво место, тоа чувство колку бев горда на сите што беа вклучени во проектот беше нереално. Не можев да поверувам дека се тоа случи, бидејќи тоа е прв пат откако постои проектот ние да земеме прво место. И стварно сум горда и се уште ќе бидам горда на сите. Дали тоа ве мотивира и понатаму да правите уште нешто повеќе од тоа? Сега оваа година ќе пробаме пак 6 со Сонце, зашто да не? Да, зашто да не? Ги спомнавте членовите и од Пробиштип, членовите и од Кратово. Ке запрашам, каде е поголем интересот? Во Пробиштип или во Кратово? Според мене, мислам дека интересот и кај нас и во Кратово е еднакво, но имам забележано дека во Кратово учениците имаат повеќе идеи, бидејќи тие во училишниот клуб тие немаат како тука што имаме лидер, заменик лидер.
Тие сами даваат идеи, сами ги изработуваат и мислам дека таму кај нив е поголема мотивацијата, бидејќи сами ги изработуваат проектите. Ако они смислат некој проект или некоја идеја, тие може да си ја реализират. Кај нас малку на поразличен принцип работиме и затоа мислам дека таму малку повеќе има интересно. Тука сме некаде. Дали има активност на која што нели пробиштипени одат во Кратово доаѓа во пробиштип од членовите, некои замени? Најчесто одиме во Кратово за врснички едукации. Да. Но вакаво активности не учествуваме многу, бидејќи тие сами си ги изработуваат, тоа е нивен клуб, но секој помагаме, секогаш одиме да ја помогнеме, но еве во ЦК ПХВ програмата преска што спомнавме, може да учествуваме, имаме планови сега да учествуваме, да ја помагаме малку на Кратово. Ке не откриете што планови во момент крчкате? Во моментот не, во моментот не. Изненадување до крај, да. Дури се изненадивме кога ги отворивме училишните клубови во Кратово. Претходната 2023 година беше отворен клубот во основното училиште, 2024 година беше отворен клубот во средното училиште и се изненадивме колку е интересот и колку децата од училиштата имаат уствари идеи и колку сакаат да работат. Има, мислам дека и во двата клубови по околу 40-50 членови. Да. Одлична бројка, околу 100. Повеќе од пробиштип или помалку? Не, тука нека Неодамна Црвениот крст одбележи, односно прослави 80 години. Организиравте настан и вие бевте дел од организацијата. На кој начин клубот на млади помогна во настанот кој што беше неодамна во пробиштип? Да. Во прославата што беше скоро, имавме поканата гости од Пробиштип и од Кратово, беа присутни градоначалникот на општина Пробиштип и градоначалникот на општина Кратово, беше исто присутен претседателот на Република Северна Македонија на Црвен крст и исто така нашиот претседател на општина Пробиштип. И многу сите директори на училиштата и сите професори кои што помагаат, особено од училишните од Кратово, бидејќи имаме по професор во секој училиште што ни помага највеќе. Дали имаше некои од други градови присутни на настанот? Не, па највеќе беа од општина Пробиштип и општина Кратово. Вака, вие со оглед на тоа дека сте сега 4-та година матуранти, како понатаму ќе продолжите? Дали ќе ви недостасува клубот на млади? Секако. Да? Ќе буди спомени претпоставувам во секој момент. Па ние секогаш сме тука, иако ќе бидеме во друг град, секако тука ќе помагаме кога имаме можност, ќе учествуваме на настани, на состаноци. Секогаш Црвен крст ќе ни остане во срце, секогаш ќе бидеме тука. И секако мојот мандат како лидер трае до 26 година, морам да учествувам, но секој кога ќе заврши тоа, имам план да учествувам, да продолжам во Црвен крст Пробиштип. Какви се плановите за година после матурската прослава? Образованието ќе го продолжите или да? Веќе кога спомнавме матурската вечер, да? Немаме некој конкретен план уште. Ама ќе го продолжиме образованието. Нема конкретно што ќе се. Добро, во ред. На самиот крај од емисијата нешто да додадете, нешто ако испуштивме, да споменеме? Што ќе препорачате еве на оние помладите кои што сака да бидат дел од клубот на млади? Па јас би препорачала дека ништо нема дека нема да се покајат дефинитивно ако се вклучат во клубот на млади, дека ќе се надоградат самите себе како личности, ќе дознаат во што се подобри, кои се подобрите страни, ќе имаат ќе стекнат лидерски вештини, комуникацијски вештини, презентацијски вештини и уште многу други и мислам дека е многу убаво искуство што секој млад човек треба да го почувствува. Дали Евгенија нешто ќе дополни? Да, секако што не го спомнавме за време на ова. Исто така кога се вклучиме во Црвен крст, стекнеме и многу нови пријателства. Знам сите мои пријатели во моментот сум ги стекнала преку Црвен крст и искрено ги охрабрувам младите да се приклучат, да стекнат нови пријателства, бидејќи тие доживотно траат.
Да, со поголем дел од волонтери не сме се ни знаеле порано, но кога почнавме да волонтираме се зближивме, ептени сме блиски другари со сите. Претпоставам и денеска комуницирате и ќе продолжите Да, понатаму секако. Може Останува би пријателството и надвор од Црвен крст, не да, само на... баш добро, може би тие некојаш доаѓаат тука, вие одите таму. Да, секако. Се забавувате на некој начин. Океј, ви благодарам за одвоеното време што бевте дел од емисијата Чекор Плюс. А на вас, почитувани гледачи, ви благодарам за времението во изминатите минути во емисијата Чекор Плюс. Разговаравме на тема Клуб на млади при Општинската организација на Црвен крст Пробиштип. Наши гости беа Сандра Андонова, инаку младински координатор, и Евгенија Геневска, инаку лидер во клубот. Ви благодарам за времението, ве поздравувам и едно големо чао. Чао, ви благодараме многу што не поканивте.